Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Две лица се убиени во вчерашниот оружен инцидент во Скопје. Основното јавно обвинителство издаде наредби. До крајот на неделата ќе се донесе одлука за замрзнување на цените на тестенините, изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека во Гостиварско основно училиште во кое учел неговиот малолетен син физички бил нападнат од наставничка. Две лица се убиени во вчерашниот оружен инцидент на улицата Самуилова во Скопје. Основното јавно обвинителство издаде наредби. Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје денеска издаде повеќе наредби во насока на расчистување на синочешниот оружен инцидент во близина на старата Скопска чаршија, во кој две лица беа лишени од живота, а едно беше повредено. По наредба на јавниот обвинител ќе биде извршена обдукција на телото на починатите. Сите обезбедени и подигнати траги и материјални докази од лице место во угостителскиот објект во кој се случи настанот се предадени на вештачење. Обезбедени се снимки од видеонадзорот на самиот објект, на околните објекти, како и на системот Безбеден град, кои детално ќе бидат проверени. Јавниот обвинител издаде наредба да бидат извршени разговори со повреденото лице, со неколку други лица кои биле присутни во угостителскиот објект за време на настанот, како и со други лица кои би можеле да имаат некакви сознанија за инцидентот. Од обвинителството информираат дека во текот на ноќта била обезбедена уште една локација на патот кон Горно Оризари, каде било пронајдено опожарено возило Ауди. По насоки на јавниот обвинител денеска увидни екипи на МВР вршат детален увид и преглед на таа локација, а сите прибрани траги и докази исто така ќе бидат предмет на вештачење. Истражните органи продолжуваат да превземаат интензивни действија за проверка на сите околности и откривање на сторителите. До крајот на неделата ќе се донесе одлука за замрзнување на цените на тестенините, а се прават анализи за можноста за замрзнување на цената на млечните производи. Согласно анализите на Министерството за економија од информации на производителите, цената на маслото за јадење во наредните 10 дена ќе биде под 100 денари за литар, кажа министерот за економија Крешник Бектеши во вчерашното гостување во емисијата на телевизија 24. Имајќи во предвид дека се обемни анализи кои се направени од страна на Министерството за економија, на одредени здруженија во склоп на стопанските комори, Државниот пазарен инспекторат, значи сите потратоци се превземени од страна на Царинската управа во делот на увозните цени кои ги пријавуваат нашите увозници. Најверојатно до крајот на неделата ќе има одлука за тестенините, за макароните и за шпагетите. Јаве ексклузивно за вашата емисија да кажам дека минималното намалување ќе биде 10% од цените што ги имаме постоечки, имајќи го предвид анализите тоа што го покажуваат, но сум убеден дека намалувањето ќе биде уште поголемо, имајќи во предвид дека имаме цени од одредени тестенини кои моментално се продаваат по 51 денар, тие нема да бидат повеќе од 44 денари, имаме тестенини кои се продаваат од околу 60 денари, тие нема да бидат повеќе од 52 денари, значи имат големо намалување во тој дел. Имавме денеска најави во текот на денот од страна на одредени производители и би сакал да ги охрабрам и другите да ги превземат истите чекори кои сами пред да се донесат одлуките на владата почнуваат да ги намалуваат цените и покажуваат еден вид на општествена одговорност. Во случај ако тоа не се прави самостојно, а анализите покажуваат дека има простор за намалување, ќе следи значи дополнителна одлука до крајот на неделата и за другите производи каде што влегуваат генерално млечните производи. Во делот на маслото за јадење. Добро. Во наредните 10 дена очекувам сите домашни производители да имат цени под 100 денари во
по лица на масово заедење, и ако правиме споредба од тоа колку беше пред да почне поддршката од страна на владата над 160-70 денари, речи 60-70% ќе има намалување и генерално после продолжуваме со другите производи кои се вградени во одлуката. Пратеникот и председател на Демократски сојуз Павле Трајанов денес во собранието поднесе предлог закон за борба против тешки облици на организиран криминал и корупција, чие спроведување, како што посочи тој, ќе значи искоренување на корупцијата во државата и имплементација на европските вредности. Денес до собранието на Република Македонија доставив предлог на закон за борба против тешки облици на организиран криминал и висока корупција. Закон чија имплементација ќе значи искоренување на корупцијата во Република Македонија и закон кој ќе значи имплементација на европските вредности. Скоро сите имаме единствен став, вклучително такви се ставовите на Европска унија, на Соединетите американски држави, дека Македонија е криминализирана држава, дека се загрозени основните вредности, правата на граѓаните, но што е најбитно загрозен е опстанокот на државата и уставниот поредок на државата. Поради тоа мислам дека со овој закон навистина ќе се престроиме и определиме кои сме за Европска унија, кои сме за вистинска борба против тешките облици на криминал, корупцијата, а кои само вербално зборуваат дека се за борба против криминалот, а досега ништо не презема. Криминалот и високата корупција разумно действуваат на сите институции и полека, но сигурно криминалот ни ја гризе или јаде државата. Затоа предлагам да се формира независна агенција надвор од политичката и партиската моќ, агенција која што ќе биде отпорна на било какви партиски, коруптивни или бизнис влијанија. Предлагам агенција во која што ќе бидат вклучени вредни професионалци, отпорни на било какви коруптивни влијанија, професионалци кои што ќе можат да работат на откривање на тешки облици на криминал, кои што го прават носителите на високи државни позиции. Вклучувањето на родовата димензија во законските решенија е од големо значење за градење на современо општество и економскиот раст на државата, изјави министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска на денешната панел дискусија за родова еднаквост. Она што сакам да го споделам во контекст на денешната тема е предлог законот за работни односи, кој што воведува нови институти. Тоа е во делот на посебната заштита на жената за време на мајчинство или раѓање. Досега имавме породилно отсуство и родителско отсуство. Со новиот предлог закон се предвидуваат два нови институти. Тоа е мајчинство и татковство, и родителското отсуство постои понатаму. Значи нема да постои дефиницијата за породилно отсуство, туку ќе биде разделено на мајчинство и татковство, се со цел да може и таткото да се вклучи во растот и развојот на своето дете, а мајката да може што поскоро да се врати на работните обврски или да се врати на пазарот на труд. Она што е добро е што и мајчинството и татковството се платени отсуства од страна на државата преку фондот за здравствено осигурување, значи немаме терет ниту на работодавачите, ниту па станува збор за неплатено отсуство, затоа што искуството покажало дека неплатеното отсуство не е искористено од страна на родителите, ајде посебно на таткото, со оглед и на условите во кои што живееме и со оглед на економската состојба во државата. Мајката не и се ускратува ниедно право, како што е досега регулирано, 9 месеци ги има и во предлог законот. Новината е тоа што имаме 4 месеци дополнителни, кои што се платени, дадени за татковство на таткото.
Лишени од слобода две лица од Тетово поради пронајдена марихуана. Малолетен ученик физички нападнат од наставничка. Приведен 27 годишен гостиварец поради сомнение за извршени кражби и пуштање во промет на наркотици. Полицискиот билтен бележи и уште еден физички напад. Во продолжение деталите. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот на улица Браќа Миладинови во Тетово лишиле од слобода две лица од Тетово, затоа што при преглед кај нив, односно кај едно од нив, била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 10 минути 45 годишникот гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 9 часот и 50 минути во Гостиварско основно училиште во кое што учел, неговиот малолетен син физички бил нападнат од наставничка. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска околу 2 часот и 30 минути во Гостиварска Бањешница, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 27 годишен гостиварец. Тој се сомничи дека е инволвиран во повеќе кражби на подрачјето и во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Денеска околу 10 часот полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 35 годишничкот Гостиварска Долна Бањица, 37 годишничкот Гостиварско Врапчиште и 25 годишничкот Прилеп, кои ноќеска околу 2 часот биле пријавени од 27 годишен гостиварец дека на улица Гоца Делчо во Гостивар физички го нападнале и со остар предмет го повредиле. Тие се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Во рамките на вчерашната акцијска контрола на товарни возила спроведена на Тетовско-Гостиварското подрачје биле откриени и санкционирани 8 технички неисправни возила. Вчера од 8 до 12 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола на товарни возила, во која биле откриени и санкционирани 8 технички неисправни возила, 2 во Тетовско и 6 во Гостиварско. 7 од контролираните возила имале неисправни сопирачки, а едно неисправни други уреди и опрема. При контролата е констатирано и дека 2 возила не се јавиле на технички преглед. Покрај ова, едно возило било со истечена регистрација, а кај 2 бил констатиран претовар. Санкционирани исто така биле 4 возачи за погрешно паркирање, 1 возач за непоседување на возачка дозвола, како и 4 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово со апел до возачите на товарни возила, камиони, комбиња и други, навреме да ја проверуваат техничката исправност пред да тргнат на пат, посебно сопирачките и уредите за управување, но и да не ги управуваат без положен возачки испит или со истечена регистрација. Им се укажува и да внимаваат на товарот, односно соодветно да го обезбедат товарот што го пренесуваат и тој да биде во пропишаните количини.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!